Системот од камери кои ќе ловат сообраќајни прекршоци ќе го зголеми бројот на предмети во судовите, смета експертската јавност. Се очекува дел од граѓаните да одбијат да ги платат паричните глоби, па постапката ќе заврши пред суд. Заради напливот на такви предмети, експертите работат на промени на неколку закони со кои се предвидува и одземање на возилото. Ние во моментов менуваме повеќе закони од аспект на Safe City и би рекла дека треба во јавноста да се разбие таа една заблуда дека веднаш на првиот прекршок ќе ви го земат моторното возило. Оној кој што не сака се придржува на тие основни правила во сообраќајот и не треба да биде воопшто учесник во него. Тука мислам и на пешаци, тука мислам и на велосипеди, тука мислам и на електрични тротинети, тука мислам и на возачи на било кое моторно возило. За подобрување на законот за извршување на санкции денеска дебатираа универзитетски професори, правната фела, првите луѓе на затворите и директорот на управата. Според последните податоци за 2023, скоро 70% од затворениците биле лица што и претходно отслужувале затворски казни. Тоа значи дека ние имаме никаква или многу мала стапка на ресоциализација. Имаме во одредени оделенија да неколку стотини затвореници обслужува еден човек за ресоциализација. Има стандарди, тоа треба да биде 30 до 50. Со планираните измени на законите за системот Safe City, како и законот за извршување на санкции, надлежните очекуваат поголема безбедност во сообраќајот и подобрување на условите во затворите. Зоран Јаневски, Сител телевизија.